Благодарам, нема да се повторувам, колега, за тоа што во најголем дел го зборувавте истото, а јас тоа ви го одговорив. Значи, 2012 го послушавме гласот на народот и таа фабрика во Неготино не е изградена од тие причини. Послушајте го сега и вие гласот на народот. Зборувате дека има процедура. Не, нема процедура. Ако имаше процедура, немаше денес да се знае кој ќе биде инвеститорот. Немаше уште во 2018 да се знае кој ќе биде инвеститорот, а не денес да му се даде најповолно да го купи тоа земјиште. Зборувате за на 25.2019 што е донесено. Одлука за донесување на урбанистички план. За урбанистички план е донесена. Не е одлука за дека таму ќе се гради фабрика за токсичен отпад. Еве ја имам одлуката. Не ми треба вашите. Имам, значи тоа ми е доволно. Јас имам кој да ми даде мене. Значи, колега, дека се грижите за граѓаните ни е и повеќе од јасно, затоа што случајно еве додека вчера, а и не само ја, и поголем дел од граѓаните на општина Неготино, додека ги разгледуваа документите, вчера на страната на Комисија за јавни набавки го читам огласот. Ви информираме дека договорниот орган општина Неготино преку електронскиот систем за јавни набавки објави оглас за јавна набавка на санација на пристапен пат до земјоделско обработливо земјиште, местност викано Калдрама, во должина од 500 метри. И за колеги, да ви биде јасно, да не помислите дека во Неготино градоначалникот асфалтира сите улици по селата и по градот, затоа што не знам како ќе се појави ниту една улица нема асфалтирано, нашиот градоначалник асфалтира улици до обработливо земјиште. Но не до било кое обработливо земјиште. Овде, во случајот, се работи за приватна собственост. Приватно, да не кажем, ајде пак која е фирмата, меѓутоа граѓаните на Неготино добро го знаат. Токму заради тоа што го правите, а оваа фирма веќе е офајдена, добро е офајдена од Фондот за иновации, сега и од градоначалникот, бидејќи е благодарен на него, бидејќи благодарение на него стана градоначалник и на неговото залагање. Да се задржиме на темата. На темата сме Трански инвестиции и буџет. Ово е дел од буџетот. Значи сега нашиот градоначалник благодарност да покажи, го асфалтира патот до приватната собственост на познат бизнисмен, па и директор од Неготино, висок партиски функционер. Срамно и жално. Срамно е заради младината во Неготино, која што токму заради ваквите случаи заминува од Македонија со карта во еден правец, бидејќи за некого Македонија е мајка, но за некого е маќја. Ви благодарам.